Денес решив да го прославиме Бога со тоа што ќе зборуваме за Неговата благодат, затоа што ни преостанаа два принципа, две начела од протестантската реформација. Досега зборувавме за солус Христос, само Христос, сола скриптура, само писмото, и споменавме во рамките на тоа дека писмото се толкува само со писмо, исто така едно начало на протестантската реформација. Сега треба да зборуваме за три преостанати начела, кои што можеме да ги соединиме во едно. Најубавото од нив, оно што мене лично многу ми се допаѓа, е сола гратија, само благодатта. Но ќе видиме што само благодатта. Тоа е надоврзано со сола фиде, само верата, и последното начало е соли део глорија, само на Бога слава. Сите три можеме да ги соединиме во едно, но ќе зборуваме малку повеќе за благодатта денес, која што е тесно поврзана со верата. Без верата не можеме да ја примиме Господовата благодат. А ако даде Господ живот и здравие, следната сабота навечер ќе зборувам малку повеќе за последното тоа начало, не дека по важност е последно, само на Бога слава. За следната сабота предпладне пак најавен ни е гостин на ова место, брат Михаил Гурев, председателот на Македонската мисија. Значи, сите што ќе бидете тука во Скопје, повелете следната сабота предпладне, а повелете и навечер, ако сте во Скопје. Благодатта. Тема која што инспирирала многу христијани низ вековите, почнувајќи од апостол Павле, кој што бил целосно обземен од неа, и кој што ќе напише едни од најубавите текстови посветени на Господовата благодат, па се до ден денес. Голем, исто така, столб на оваа тема представува познатата христијанска химна посветена на Господовата благодат. На македонски јазик преведувана со "О милост Божја чудесна". Во Англија, кон крајот на 18. век, првпат напишана, компонирана од страна на Џон Њутон. Знаете ли кој бил тој човек? Amazing Grace. Восхитувачката благодат. Чудесната благодат. Џон Њутон бил собственик на робови, трговец со робови, човек кој што постапувал сурово со своите робови и човек кој што во еден дел, во еден момент од својот живот доживеал радикална промена откако бил допрен од Господовата благодат. Затоа тие текстови: бев слеп и прогледав, грешник, никаков, расипан. Сите тие стихови што се наоѓаат во таа химна, ако се подсетувате на неа, тој ги напишал за себе, за своето искуство. Кога вистински го запознал Христа, иако живел, се родил, пораснал во христијанска земја, така ќе речеме, која што денес не е христијанска, како што ниту една христијанска нација денес не е христијанска. Но тогаш биле христијански, сепак тоа не значи дека сите
припадници на тие нации биле верници, обратени новородени верници. Не. Но, кога овој човек, овој робовладетел се обратил вистински, кога бил вистински допрен од Господовата благодат, тогаш дури настанала толку длабока и силна промена во неговиот живот. Ги ослободил сите робови, се откажал од тоа што претходно го работел и станал нова личност. Вакви промени, сите ние можеме да посведочиме како влијаела врз нас Господовата благодат. Вакви промени, радикални промени се случиле во животот на милиони луѓе во светот. Би сакал исто така да спомнам една силна мисла, која што ја прочитав прв пат пред 10 години. Ја прочитав во една книга, мала книга, брошура, меѓутоа таа мисла потекнува веројатно пред неколку векови од времето на реформацијата исто така. Мислата гласи вака: Господовата благодат е таква сила, малко ја парафразирам, се извинувам, што нема да ја кажам, може би точно како што ја прочитав, што вашите најлоши денови од животот, значи, да сте во најлоша духовна состојба, најголем грешник, да сте западнале во најцрни гревови, во најголем отпад, значи, по тоа се мисли под вашите најлоши денови, не може да бидат толку лоши, за да Господовата благодат не може да ве допре, односно да бидете ставени вон нејзиниот досек. И вториот дел од мислата посебно ми се допаѓа: вашите најдобри денови, значи да сте најсилни во верата, тогаш кога сте најсвети, најправедни, најверни, најблиски со Господа, вашите најдобри денови не можат да бидат толку добри, за да Господовата благодат ви стане излишна, односно непотребна. Господовата благодат, значи, може да допре до најдлабоките понори во кои што може човек да западне и да не извлече од таму и да не однесе во најголемите височини. Подалеку дури и од месечината, каде што сега деновиве се докаже дека американците никогаш не биле. Имаше еден покоен режисер во програмата на НАСА, кој што пред да почине имаше дадено изјава дека филмот за слетувањето на месечината бил наместен, тој лично бил режисерот, но имал замолено неговото сведоштво да се објави 15 години после неговата смрт, а тоа се објави деновиве на интернет. Иако мнозина за тоа зборуваа уште пред тоа, се разбира, па таа тема спаѓаше во така наречените теории на заговор и така натаму, не е битно. Само Господовата благодат може да не однесе таму, каде што грешник од оваа планета не стапнал, многу подалеку од месечината, или од овие планети околу нас, колку и да се далеко, во Божјето царство, во Новиот Ерусалим, пред Господовиот престол, во неговиот небесен храм, во неговото небесно светилиште. Што значи тоа сола гратија, само благодатта? Зошто протестантите често пати, значи, овој прилог го користеле само вера, само благодат, само Христос? Библијата не зборува за такви прилози. Кога апостол Павле ги пишувал своите стихови, кои што говорат на овие теми, тој не користи само. Например, еден е Бог,
Првото начало што го споменавме, пред таму 2-3 саботи, 1 Тимотеј 2.5. Еден е Бог и еден е посредникот помеѓу Бога и луѓето, човекот Христос Исус. Значи, апостол Павле вели еден, многу честа мисла, и во Стариот и во Новиот Завет. Еден е Бог, еден е посредникот, еден е Спасителот, нема друг. Меѓуто протестантите велат само Христос, например, е посредникот помеѓу Бога и луѓето. Зошто? Затоа што протестантската теологија е реактивна теологија. Тие реагираат на она што дотогаш било во црквата во која што припаѓале. Се разбере, католичката црква е реформирана. Денес таа воопшто не е истата црква како пред 500 или 600 години. Особено од вториот Ватикански концил, 60-тите години од минатиот век. Дури може да слушате прекрасни проповеди во неја. Но само тој прилог протестантите многу го користеле, реформаторите го користеле, затоа што сакале нешто да нагласат, а нешто што не било доволно нагласено. Луѓето од секојаш мислеле, и мнозина адвентисти денес мислат, дека спасението не зависи само од нивната вера. Зависи од тоа колку тие ќе го доработат. Зависи и од тоа, значи, какви се нивните дела. Реагирајќи на ова сваќање, реагирајќи на ова мислење, протестантите рекле само со вера, сола фиде. Но зашто го рекле тоа? Зашто па апостол Јаков, например, ќе рече, гледате ли дека Авраам не се оправда само со вера, туку и со дела се оправда. Зашто па Јаков реагира, како да му реагира на Павле, ако не му реагира на Павле со тоа, реагира на некои кои што верата и спасението ги сватиле премногу ноншалантно, така да речеме. Мислејќи дека, како што проучувавме во поуката, можеме и да си грешиме, и да си веруваме, и како што има во разни филмови, дури некои убийци кои што се уште планираат да извршат некој убиство во иднина, одат, ке се исповедаат, и како бараат, интересно е, тие бараат од попот, дајте ми, значи, разрешување, опрост, дајте ми, значи, само да рече попот, разрешен си, простено ти е, и за нив е тоа големо олеснување. Тие навистина веруваат дека така оди тоа. И утре планира да убива, или да прави било што не треба, и пак ќе се покае. Што би рекол апостол Павле на ваквото сваќање за верата? Се разбира, доследните свештеници нема да му дадат опрост. Ако свештеникот е верен и си ја знае работата, нема да му даде опрост на таквиот. Меѓутоа, самото верување дека така се добива спасение е погрешно. Дека така се добива простување е погрешно. Што би рекол апостол Павле? Да грешиме ли? Затоа што не сме веќе под законот, туку под благодат. И потоа вели, тој вели да не биде или никако, а Вук Караджич преведува Боже сачувај. Значи, такво нешто да помислиме, значи, Бог да чува да помислиме такво нешто, а не да го веруваме и да живееме според таа заблуда. Сепак, да ги прочитаме зборовите што овој апостол ги посветил на благодатта. Да отвориме во најпознатиот текст Ефесијаните 2 глава.
Ке нема време да зборуваме многу на оваа тема, иако оваа тема заслужува многу да се зборува за неја. Меѓутоа, ќе ги споменеме најважните работи. Ефесяните 2 глава. Видете што вели Павле на оние кои што, како што самиот вели, ги нарекува, некогаш не бевте народ, не бевте ниту народ, значи според еврејското сваќање, незнабожците не се луѓе, незнабожците се кучиња. Вие кои што некогаш не бевте народ, а сега не само што сте народ, туку сте народ Божи, значи свет народ. Сега сте повеќе од обични луѓе. Но, почетокот на 2 глава вели вака: и вас, кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови. Значи, не мртви во физички смисол, но грешник и кога дише е мртов. Тој не знае што е животот на вистина. Тој се уште не е почнал да живее, затоа што животот е Христос. Вистинскиот живот е животот во неговата благодат. Ова другото, без него, иако и тоа го имаме благодарение на благодатта, и никој не дише на оваа земја без Христовата благодат, но, ако не сме свесни за тоа, ако не веруваме во тоа, тоа другото, како што рековте еднаш пред некоја сабота, тоа воопшто не е живот, туку животарење. Затоа вели апостол Павле: и вас кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови, во кои живеевте некогаш според животот на овој свет, согласно со кнезот на воздухот, вели тук. Многу интересна титула. Односно на духот кој сега действува во синовите на неверието, меѓу кои и ние сите, значи и самиот се става тука, иако бил ревен фарисеј, евреин според законот, и самиот се става во тие грешници, бидејќи и таа законска праведност не е тоа, не е вистинската праведност. Тоа е само едно големо лицемерие. Во кој и сите ние некогаш живеевме според што? Според телесните желби. Затоа грешникот не се разликува од животно. Животното секојаш постапува според својот моментален нагон. Така и ние, како грешници, според своите телесни желби, извршувајќи ги похотите на телото и на помислите, и по природа бевме, како и другите, деца на гневот, или чеда на гневот. И сега, што се случува? Како е воопшто можно да настане промена, ама вистинска промена, не лицемерна, не фасада. Но Бог, кој е богат со што? Преводот тука вели милост. Иако милост не е исто што и благодат. Што значи зборот благодат? Видите, вие може да се спилувате некому. Често пати се случува, например, ќе покажете милост, например, некој нема да биде убиен или натепан, значи, ќе помине полесно, и ако случајно очекува нешто повеќе од тоа, може да му кажете: јас покажав милост, но сега губи ми се пред очи, односно не сакам да имам работа со тебе. А биде благодарени за тоа што си цел се уште, што не доживеа нешто пострашно. Значи, луѓето разни ситуации ги нарекуваат милост. Меѓутоа не може разни ситуации од ово светскиот живот да ги опишеме со зборот благодат. Самиот збор благодат значи нешто да дадеш, а тоа нешто е нешто благо, блажено. Благодат значи не е обична милост, односно
не е обично, да речеме, гаранција или уверување дека нема да ти се случи тоа што заслужуваш да ти се случи. Туку не само што нема да ти се случи тоа што заслужуваш да ти се случи, туку ќе добиеш цели богатства кои што никогаш никој не ги заслужил да ги добие на оваа земја. Затоа Павле вели Бог кој е богат со благодат, тој ја употребува овој збор, благодат, поради големата негова љубов со која не засака, иако бевме мртви поради гревовите наши, што вели сега? Не оживеа во Христос и не воскресна со Него и не постави на небесата во Христос Исус. Еве, небесата. Многу подалеко од месечината. Таму каде што Христос отишол, таму каде што Тој се воздигнал, секој верник може тоа да го има, тоа искуство, да претендира на тоа за себе. Со други зборови, оние кои што се Христови, ке рече на друго место, се чеда Авраамови, бидејќи Христос е тоа, нели? И според ветувањето што? Наследници. Би сакале да бидете наследник, сега некој да ви извести, пример некоја банка да дојде, дека тој човек, голем имот, речеме, нека биде цел Грчки остров, бидејќи беше актуелно годинава продавање на Грчки острови за пополнување на државната каса. Некој вам, да ви дојде некој известување, се разбира, тоа ќе звучи премногу добро за да биде вистинито. Меѓутоа да замислиме дека ќе се уверите и ќе се докаже после неколку дена, откако ќе ги покажеме сите сомнежи, дека е вистина. Како би се чувствувале? Сега, Библијата ви кажува нешто многу поблажено. Во Христа Исуса, без никаква ваша заслуга, вие ништо тоа не заслуживте. Во Христа Исуса, вие сте, ако сте Христови, вие сте прогласени, вие сте веќе наследници на новата земја. Како и Авраам. Дали Авраам тоа го заслужи? Не, само неговата вера му е засметана за праведност. Бидејќи никој не заслужил. Од оние што живееле на земјата, само Христос заслужил. Само тој бил без греф. И покрај сите искушенија. И покрај сите неволи и страдања. Само тој заслужил. Колку и да сме добри, дали можеме некојаш да си размислиме во себе, колку и да сме добри, како верници, колку и да сме добри, колку и, да речеме, жртви да сме поднеле заради вистината, од почетокот до денес, или ќе поднесеме во иднина, дали можеме да разбереме интимно во себе, дека ако бидеме на новата земја, целата заслуга заради тоа, 100%, значи не 99%, 100% целата заслуга е Христова, ако воопшто бидеме на новата земја. Колку и да сме ние добри, не е тоа што нас не спасува. Зошто? Бидејќи колку и да сме ние добри, се уште сме фалични. Не сме совршени. Совршено не сме го задоволиле Божиот закон никој од нас. Тоа е еден брат од Австралија, тоа го спореди со една многу интересна ситуација, како пример, како илустрација, вели, замислете од Калифорнија, од Лос Анджелес, да ви биде дадено задача да пливате, значи, да почнете од Калифорнија, да пливате и да стигнете до Токио, значи, да го препливате целиот Пацифик. Колку е тоа изгледа невозможно, дури и за најдобрите пливачи. Нели?
И, значи, така треба да го разбереме спасението. Нешто што е невозможно, нешто само Христос го препливал, со тоа нам ни овозможил да стигнеме таму, да бидеме таму. Вели, не воскресна со Него и не постави на небесата во Христос Исус. И понатаму вели, за да им го покаже на идните векови преизобилното богатство на својата благодат во добрина кон нас преку Христос Исус. И сега познатите зборови. Зашто по благодат сте спасени преку верата. Тоа не е од вас, туку е дар Божи. Да бидете наследник, назначен за наследник на некој голем имот, тоа е само дар, тоа не е никаква заслуга. Значи, дури и син и керка, ако сте нечи син, тоа не е никаква заслуга. Ако сте нечије детен, тоа не е ваша заслуга. Може родителот, богатиот родител, например, да ве сака, да ве љуби, меѓутоа тоа вие немате никаква заслуга. Евреите се фалиле со тоа што се чеда Авраамови. Тоа не е никаква заслуга. Каква е за таа заслуга да бидам нечи син? Значи, тоа е исто така благодат. Значи, ако ние сме се родиле и во ова Скопје, вакво какво што е, или некој од нас понастрана во Македонија, не е битно. Се може би некој ќе рече, што не се роди во Шведска, во Англија, може би во Америка. Денес гледаме дека тоа и немаше да биде голема предност. Но, тоа што сме се родиле во ова Скопје, а не во Авганистан, например, не ли е благодат? Не ли е благодат? Или некаде во Африка, кај бушманите, например. Срб, тие не се чувствуваат несрекни заради тоа. Меѓутоа, ако сметаме дека во нешто ни е подобро од некои други луѓе, и тоа за ситуации кои што воопшто не зависеле од нас, например, кај сме се родиле, чии деца сме биле, нели тоа благодат? Ако сме пораснале, јас, например, сум пораснал не само со двајца живи родители, ги познавав сите мои баби и дедовци. Некои не запознале ниту родител, некои не запознале ниту двајца родители, не се сеќаваат. Нели е тоа благодат? Дали е тоа заслуга, што ако ни е подобро од некоја друга ситуација? Не, тоа е се благодат. Тоа е се благодат. Тоа не е никаква заслуга. Апостол Павле вели и за спасението, и за вечниот, и за бесмртниот живот. Сето тоа не е од вас. Сето тоа е дар Божи. Не е од дела, за да не се пофали некој. Зашто ние сме Негова творба, создадени во Христос Исус за добри дела, што Бог ги предодредил уште од порано да живееме во нив. Еве каде доаѓаат добрите дела. Откако благодатта ќе не оправда, ќе не спаси, ќе не качи на тие височини, иако не мора сега физички да сме таму. Но во духот веќе верникот е таму. Откако благодатта ќе не спаси, таа не спасува за добри дела, за да бидеме оспособени да вршиме добри дела. Добрите дела се само последица на прифакањето на таа благодат со вера, на тоа ново раѓање, на тоа ново создавање, на таа нова творба, која што воопшто не ја заслуживме. Сето тоа било одработено и заработено со Христовиот живот и со Неговата крв. Жалам што немаме повеќе време, но би сакал само уште еден текст од Римјаните 5 глава. Многу поубав според мене, барем текст кој што многу повеќе ме воодушеви во времето кога се занимавав прв пат со темата за оправдание со вера, Минеаполис, Джонс Вагонер и така натаму.
Римјаните 5 глава, би можеле, ја би ви препорачал да го читате дома, например, целиот текст од 12-тиот до последниот 21-тиот стих, а ако не ви е тешко и целата 5 глава. Но сега, само ќе го прочитам текстот од 18 до 21 стих, Римјаните 5 глава, од 18 до 21 стих. И така, како што преку еден престап, значи, внимавајте, не збори сега само за еден човек, Адам, преку еден влезе гревот, како што ќе рече пред тоа во 12 стих. Туку преку еден престап, само преку еден грев, првиот Адамов грев, дојде осудата, осудувањето на сите луѓе, целото човештво. Така и преку праведното дело на еден, значи Христовото последно дело праведно, неговата смрт на крстот, преку праведното дело на еден дојде врз сите луѓе оправданието кое дава живот. Сите луѓе дишат благодарение на Христовата жртва на крстот. Дури и да не веруваат, и да не чуле се уште за Христа. Тоа што го имаат и овој живот, каков таков, тоа што имаат шанса да живеат, е благодарение на Христовата благодат. Понатаму вели, 19 стих, зашто како што преку непослушноста на еден човек мнозина станаа грешни, мнозина сите, така исто и преку послушноста на еден, мнозина ќе станат праведни, иако за жал не сите, но сите можеле. А при тоа дојде и законот, вели, за да се зголеми престапот. Многу интересна тема. Да се умножи гревот. А каде што пак се умножил гревот, што се случило? Таму благодата се јавува во уште поголема изобилност. Така како што гревот завладеал со смртта, така и благодата да завладее преку праведноста за живот вечен, преку Исус Христос, нашиот Господ. Што мислил реформаторите кога рекле сола гратија? Само благодат. Само благодата е извор за нашето спасение, за нашето оправдание. Значи, ние можеме да станеме праведни само од Божијата благодат преку вера. Инаку не можеме да бидеме праведни. Не можеме да бидеме добри. Можеме да глумиме дека сме такви. Но вистински, од внатре, од срцето, тоа може да станеме само од Божијата благодат преку вера. Ова е, значи, бесконечна, величенствена тема. Еден текст од изворната химна на англиски јазик, Amazing Grace, последната строфа, вели, дури и кога ќе бидеме таму, во Божјото царство, 10.000 години, и го тој фактор време нема да постои. Вели, ќе славиме таа благодат, исто така ревно, како кога првпат влеговме во Божјото царство. Значи, и да поминат, никоја што нема да ни издодее. Божјата благодат ќе биде вечна тема. Во ни сета вечност ќе се зборува и ќе се слави Божјата благодат. Сите други теми ќе ги заборавиме. Кој бил зверот, или какви биле пророштвата за ова време, или сето тоа може и да се заборави, сето тоа ќе побине, ќе стане неактуелно. Пророците, вели, пророштвата ќе престанат, јазиците ќе замолкнат, но љубовта ќе биде вечна. Со тоа и благодатта Господова ќе биде вечна, вечно ќе се слави и вечно ќе се зборува за неја. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.